дами и господа, добре дојдовте во последното издание на Бизнис Мовети на Фактор МК за 2024 година. И овој пат, и овој петок имаме една успешна бизнис приказна. Имаме двајца гости, двајца браќа, Анатол и Марко Кутревски, вториот и третиот извршен директор на ПК-Беско. Со нив разговараме на многу теми кои што се поврзани со она што тие го работат, производство на сувоместни производи, но имаат и други работи за кои што ќе говориме во ова издание на Бизнис Мовети на Фактор МК. На самиот старт, поздрав до нашите пријатели од Форма Нова, кои што се заедно со нас уште од почетокот за овој интериер кој што го имаме прекрасен, и можам само да кажам дека во текви се новогодишните попусти, а имате исто така и акција чекај попусти на производите на Форма Идеали или ако сакате на Форма Нова. Нивниот комплекс е во Скопје во Годел, тамо е продавницата, во комплексот Годел, а имате секако продавници или изложбени и салони во други градови во Македонија, Куманово, Штип, Тетово и уште неколку. Секако поздрав и до нашиот пријател Ангел Тренд, компанија од Охрид, Home Center, која што го има најголемиот Home Center во Охрид, и мислам дека имаат уште две продавници тамо, имаат во Скопје исто така свое продажно место, а многу наскоро се очекува и Home Center Тренд, Ангел Тренд во центарот на Скопје, во градски зид наспроти полициската Беко. Тие се задолжени за овој новогодишен амбиент што го имаме. Да не должам многу со најавата. Одиме со Бизнис Мовети на Фактор МК, а велам добре дојде за нашите гости, како што најавив, Анатол и Марко Кутревски, вториот и третиот извршен директор на ПК-Беско АД Скопје. Добре дојдовте. Како тенис. Благодариме на поканата. Анатол втори извршен директор, Марко трети извршен директор. Кога го побарав првиот вашиот татко Слободан Кутревски, завршив јас. Па да. Се не знам декларативно заврши, инаку се уште е упатен и присутен, да кажеме, во целокупното работење, а вака сака да проектира слика дека завршил, меѓутоа се уште е активен. Не, добро, секако генерално е препуштено на вас. Да, секој во фирмата си има свој оддел што си го работи. Секој со секого се надополнува, али генерално да, тоа што си го правиме јас и Анатол, си го правиме самостојно, не дека бараме дозволи. Колку разлики сте во година? 3? Не цели 3. Не цели 3, Анатол е постар, така? Зато си втори извршен. Јас сум втор, да, и затоа. Имаш поголеми ингеренции или? Па, у принцип, пишува во статутот дека вториот и третиот му одговараат на првиот. Јако го направил тоа. Какво социјалистичко добро тоа. Пред закон сте сите тројца. Браво. Како е пред Нова година сега? Предпоставам, бидејќи тоа саламчиња, печеници, чајни. Па тоа очекуваме во Нова година, во декември е специфичен месец затоа што со почетокот на декември започнуваат постите. И кога ќе почнат постите, тогаш продажбата паѓа. Ето и детал го заборавив. Тоа е традиционално секоја година, некоја година поизразено, некоја година понеизразено. Очекуваме последниве 10 дена, така е традиционално секоја година, да биде посилно саламчиње и тие работи. Значи така да во тој период од месецот станува да биде засилено. Инаку бидејќи ние и во извозов продаваме во регионов и на домашен пазар започнуваат постите сите во исто време на сите пазари, и секаде во почетокот, последните 2-3 дена од ноември, почетокот на декември има сериозен пат на продажбата. И така да месецот не е нешто. Гледаш, ја мислев дека пред Нова година сите дај 300 грама, 4,5 кило. Тоа е последните 10 дена, меѓутоа не може да го надополни првите 20 дена. И после 7 јануари предпоставам оди нагоре или не? Па јануари е најслаб месец. Јас тотално погрешна перцепција. Најаките месеци во наша. Постите. Најаките месеци во нашава индустрија се од јуни до ноември. Јуни? Да. Како ќе почне летната сезона? Тогаш Балканов можда брои 20-30% повеќе народ, сите се враќаат од гастарбајтери, пари, свадби, и тогаш не е сезона. И на целиот Балкан е така.
Не сум знаел дека од јуни. Плюс годишни одмори, се зголемува Да, не ме погребачката. збунува, значи обично дека пак е суоместнато едно друго и затоа ова тотално го заборив со Потоа постеве. високи температури, приготвена храна повеќе се троши луѓето. Така да ние со традиционално од јуни до почетокот на ноември е најголемата. Првите 3 месеци од годината се исклучително слаби, затоа што имаме уште едни пости пред Великден. Така да првите 3 месеци се исклучително слаби. Тогаш правиме планови, поправки, одржувања и сите работи што се потребни за да се спремиме за сезона. Има сезоналитет. Така, Марко Пекабеско е од мене е помлад една година, тој е 79-та, славевте 45 години, веќе влегувате 46-та, скоро пола век. Колку е бреме да се носи еден таков предизвик? Знаете, сепак пола век не е мала работа и баш ка наследувате. Апропо на што се шегуваме на почетокот, меѓутоа сега генерално вие ги зимате раците, Пекабеско во ваши раци. Види, значи ние сме страснати со Пекабеско од најмали нозе и некако онака по природа сме во тоа растење. Така да не било некој голем товар, сме знаеле дека ќе го работиме ова. Сме сакале да го работиме ова. Така да Пекабеско се надградувал многу и пред нас, али и со нас надградбата продолжува со поголем интензитет. Така да ние сме сраснати. Јас немам чувствувано дека некој товар носиме, искрено онака е гордост да бидеш дел од оваа приказка што е почната пред 45 години. И така да не е некој голем товар. Товар, да. Добро, но е, како да кажем, е од една страна предизвик, од друга страна предизвик во смисла на тоа дека, знаеш, многу е, што е потешко, да создадеш или да одржиш бренд? Да создадеш. Да создадеш е потешко. Бренд како бренд. Да, бренд после како и бренд. одржувањето е... Еве, видете, вие сега сите брендови во, да речеме, во прехранбена индустрија, да ги земеме, се создадени во 90-тите и тие до ден денеска се тука активни. Многу тешко имаме бренд кој што е создаден пред 5-10 години и да просперира на пазарот. Значи, кога се распаднал системот, тие брендови што се створиле, до ден денес тие, еве, да земеме да направиме анализа во прехранбенава индустрија, тие останати. Така да, по моја перцепција, и гледајќи како новите производи се потешко и потешко е да се пенетрираат на пазарот, затоа сметам дека бренд е многу потешко да го создадеш отколку да го одржиш. И иако ние, кога сме го направиле производството, пошто ние не сме биле цело време производствена компанија, сме биле трговска компанија, производството стартува во 98-ма, ние ме влезено во тоа време како последни во големите. После нас има уште месни индустрии и ние имаме влезено како последни. До ден денеска сме уште една-две од тоа време останати. Така да не дека брендот е од 79-та, фирмата е од 79-та, али да. Да, фирмата е од 79-та. Да, не е лесно да се создаде брендот. Постои ли оние судир генерацијски? Кога говорам првиот извршен директор, втор, трет, судир генерацијски во смисла на идеи. Релативно постарите генерации, ако сакате и јас можам да дадам пример, значи тешко ги прифаќаат новитетите. Она брзина со која ја мислам дека едно од најсилните страни на И се плашам дека дури дали ние кој ќе со тек на години ќе станеме такви со наживе. Татко ми прифаќал. Значи прифаќал идеи, новитети, и технологија, и инвестиции, и развој, и ризик. Така да тука не можеме да се пожалиме. Значи ние имаме одврзани раце од првиот ден од кога дојдовме. Се колку знаење сме имале, и тоа со текот на времето кога ќе ги покажете резултатите од вашето работење, кога ќе ја стекнете кредибилитетот и довербата на сите. Најтешко е да ја стекнете кредибилитетот и довербата на вработените. Да. Разбирате, затоа што вие таму доаѓате, не доаѓате по заслуга, доаѓате по род. И сега многу е тешко кредибилитетот да го стекнете на вработените. А тоа можете само со резултати, со работа и со знаење. Така различни сте од вашиот татко во однос на комуникација. Апропо ова што говориш, авторитетот кај вработените, знаеш, во прв момент еве ги децата на
Да. Но слободно, тоа е потоа најтешкото. треба да излезете вие од... Да, и да се покажете. Да. Да. Се сеќавате прв пат кога отидовте во ПКВСК? Како вработени? Не, како онака, кога отидовте и како... Па најверојатно кога сме проделе. Јас имам сеќавања како дете, имаше еден човек што го возеше вилјучкарот, и јас седев до него. Аха. Значи, за нас беше награда секоја сабота да отидеме во ПКБСКо, тогашно ПКБ. Тоа беше награда. Ако бидеме мирни цела недела, во сабота ќе ве земам на работа. И ќе седите во мојата фотелја. И ќе шетате низ фирма. И ќе јадеш саламчиња. И не, да, ќе јадеш саламчиња, да. Така да тоа ние сме таму од најверојатно од кога сме проделе. Да. И ти исто? Па татко ми почнал да работи 83-та, јас сум роден 81-та, претпоставувам сум проводел порано. Да. Меѓутоа се сеќавам, се имам некоја меморија, прво компанијата била со десетина вработени во сегашно на местото на сегашен Скопски сајм, таму имала магазин под наем и канцелари. Се сеќавам на тоа кај биле канцелариите. Канцелариите беа во оној првиот дел на влезот, не во сајмот, првиот дел на влезот. Знам. А магазинот беше во магазините испозади. И се позади сајмот испод халите имаше магазин под наем. И на тоа се сеќавам, имам некоја фотографска меморија од тоа време. Потоа имала фирмата изградила сопствени објекти 85-6 во Шутово Ризари и на тоа се сеќаваме до таму бевме до 2012. Така да имаме фотографска меморија и од мали нозе, да, тоа ни беше награда у сабота да одиме на работа. Сега сте во Кадин. Сега сме во Кадин. Јас со првиот извршен директор уште пред колку 10 години поминаа како снимав едно интервју и тогаш шетаве баш низ целиот процес го гледав. Од вас кој зашто е задолжен вториот, зашто третиот извршен директор? Па ние имаме во нашиот бизнис имаме производство на совместни производи, дистрибуција на храна и дистрибуција на тутунски производи. Значи имаме 3 сегмента. Тутунски во која смисла? Цигари, имаме дел кој што се бави со дистрибуција на цигари. Не знаев ова. Да. Добро. Да, и принцип груба поделба, иако секој се меша секаде. Кај нас јас водам храна, он води цигари. Меѓутоа он води повеќе дистрибуција, каде што имаме дистрибуција на храна. Јас водам, да речеме, финанси, набавка и продажба. Он можеби води дистрибуција, IT, одржавање и така натаму. Значи, кој кај се нашол во целото, во нистекот на период, меѓутоа, ние за се консултираме, има диалог и диалектика меѓу нас. Па добро се. Да, ние сме во иста канцеларија, така да слушаме секој што е. Јас и брат ми сме во иста канцеларија. Во иста канцеларија сме си од кога сум јас дојден. Он дојде пред мене 2 години на работа. И во старата фирма кај што бевме, една конференциска сала се исчисти, ја и он во иста канцеларија. Од тогаш сме во иста канцеларија. Што немате посебни канцеларии? Зашто? Не, имаме. Кај нас во објектот кај што сме во управната зграда има уште 4 канцеларии стојат празни. Знам дека има таму. Не, ние така сме си тргнале, немаме проблем со тоа. Кога треба некој да оди на поширок состанок има уште 4 канцеларии, али не, заедно сме се тука, се одвива кај нас во канцеларија. Си дофрлуваме еден на друг. Си знаеме, да. Како изгледа еден ден, бе? Па види, ние еден ден како изгледа, во смисла на се во колку иде на работа? Значи таа стара мантра кога околу 10. Ако не си па што вика првиот директор? А па прво се бунеше, меѓутоа Што тие се навикнати 6-7 Не, ние неговиот пример го следиме во односно идењето на работа. Неговиот пример, значи он никош не доаѓа рано. Генерално сите дневе, они јас сум прав бил на работа. Не, го нема тоа. Да не правиме демагогија. На почетокот, јас кога тргнав на работа, идев цело време во дело, машна, кондури, мораш. И така идев едно 3 години. После тоа, дури и на моите луѓе, што беа супервизори, регионални менаџери во цигарите, им купував од дела, така идеа на работа. После тоа више легна работата. Али една анекдота што се сеќавам од време во моје кога учев бизнисов со цигари и бев многу повеќе присутен на терен. И во една прилика јас правам попис на еден дистрибутер во 7 саат вечер, ми се јавува, дојди си више дома. Доста више. Некој остиги другиве нека работат. Така да имало и такви моменти.
Не дека А иначе, првите чекори пред работа кога ги правевте, почнувавте од најниско, или обично стават од најниско да видиш дека сознаеш процесот, ние во текот на летото не ми се занесуваш директор ти дека си ми оваквото, току ќе си почнеш од... Не било така. Демек, мора да почнеш од, не знам, од чистење на канцеларија. Аха, добро. Да. Чистење. Па добро, така. Фигуративно. Да. Јас кога дојдов на работа, ја имав можност 6 месеци да лутам. Јас дојдов, значи, на мои 23 години и јас 6 месеци лутав. Не знаев каде, што. То намерно, за да се пронедеш? Па да се пронетеш, да. Да. После 6 месеци дојде можноста да работиме со цигари и од првиот ден мене ми се додели работата да ја водам таја дистрибуција. Али тоа не беше во смисол да ти ќе бидеш директор и ќе од масава ќе кажуваш, него беше од почнување од доле од дистрибутер па нагоре се. Да, исто? Јас дојдов и седнав, јас лутав едно година дена, значи мора да луташ. А иначе седнав во канцеларијата на татко ми, ако е тоа, некој ова. Не, претпоставувам си одиш, Да. сега ти одиш по И си бараш кај... А инаку во текот на летата работев во магазин кога студирав и кога учев на средна школа. За плата? Нема добив. Не беше плата, него беше Джепарец. ќе ви дадеме за одмор. Да, работев, меѓутоа кога дојдов на работа, не одев да работам во магазин или на. Па добро, да си на терен. поминал тоа. Најбитната работа е кога вие од луѓето што ги носите да дадат резултат и да имате кредибилитет кај вработените. Тоа треба да го стекнете. Разбирате? Значи, али вие мора да познавате што работите. Мора да познавате другите доле што работат. Да, иначе ќе ви излежиш. Да, така И да. никогаш не се носат одлуки самоиницијативно. Значи, секогаш се консултира кадар, други стручни луѓе, што ние имаме многу стручни луѓе. Има луѓето што се на менаџерски позиции кај нас работат минимум по 20-25 години. Така да имаме добар извор на искуство, така да секогаш се консултираме, не носиме самоиницијативно. Така да. Душе татко ми може да донесе некој што. Добро. Добро, ама сега, добро. Сега веројатно и он свесно и не се повлекува тоа како он доаѓа на работа за да не биде, ама по полека на полека гледа дека е се во ваши раце и Да, ние сме почнале да растеме. и добро е да биде тамо, да биде како еден вид супервајзор, знаеш, пошто некогаш и нивното искуство е драгоцено. Да, секако. Има некои работи кои што има осет да ги повлече. Ние кои што ние ги немаме. Да, ние знаеме се шегуваме и да кажеме дека он е нашето најсилно оружје. Да, значи во такви моменти кога треба некоја одлука, да, се гледа искуството дека знае што Нема треба да се нови направи. времења, стари времења, Не, Нема, искуството си ово Да, прашање. искуството е прашање, може обично се залеташ да речеш абе други времења се сега, ама Не. нивното искуство е И особено во интуицијата бизнисот и е искуството си го прават своето. Интуицијата и најверојатно проценката на луѓето. Да. Сега ние со технологија колку тие меѓучовечки, затоа што порано целиот бизнис бил на меѓучовечки односи и ти мораш да развиеш способности, осет како да комуницираш со луѓето. Сега со технологија дали е така? Дали ние поише седејќи на тастатура и позади компјутер, дали ги развиваме тие меѓучовечки карактеристики, способности да се проценат луѓето. Па добро, ама вие не сте малку, вие сте во 200 најуспешни фирми. 48 сте во добро, овај по приходи, ама имате колку е ова 424 вработени, ако не се лажам. Ако не е и порасната сега бројката. Не е порасната, намалена за жал. Намалена? За жал. Што имаме проблем со Имаме огромен проблем со работна сила. нема луѓе, а? Па мислам дека им недостатокот на луѓе. А што недостасува пред се во процесот на производство или секаде? Па кај нас најмногу недостасува простата работна сила. Значи проста работна сила збориме луѓе кои што треба да работат во процес на производство без сега на конкурс бидејќи никој не се пријавува за тие работници во производство, магазински работници примаме секој што ќе се пријави. И колку ви е просечна плата? Па колку што е во државата, околу 42.000. 42.000. Просечно. И тешко да најдеш луѓе Па да добро, тоа е работат. просечна, сега можеби за тие позиции платата е пониска, која што ја нудиме околу 30.000. Добро, да. Почнува од 30.000. За Значи, за минималната е 30.000, така од 30.000 па нагоре. Па така некако. Сега може би има нешто 26, Добро, 27, де, 8, 1, 2 работници, се зависи тоа. Списокот меѓутоа околу 30.000 на конкурс ако даваме нема
Испод 30.000, а за оваа плата што е официјално минимална во државата нема шанси да се Ама најде. 400 фамилии, како се види, се на во ПКБ-ско. Да. Онај момент на извозна компонента, тој како се постигнува? Вие извезувате поприлично бајаѓи, колку е тешко да... Па извезуваме во земји од регионов, каде што има препознатливост на нашиве производи останато од типот на производи кои што се трошеле во поранешна Југославија. Вкусовите се исти. Вкусовите, типот на производите. Не е ништо сменат, а? Не. Нема И ништо. затоа највеќе и единствено продаваме на балканскиот дан. Имаме оваа година еден срамежлив чекор за извоз во Европска унија, но се уште незадоволително. Зашто срамежли се? Па мали Нашите количини, или? не, мали количини, се уште нема земено замав. Имаме 2-3 пати извезено, една поголема, 2 помали количини. Имаме европски извозен број веќе неколку години добиено за одреден дел од производите. Што извезуват? Во Па, Европа? па можеме да извезуваме пилешки и говедски производи, свински не можеме. Зашто? Можеме над Да, ама тоа е многу мало дел од асортиманот, па поради тоа што државата треба да задоволи некои критериуми. Аха, пилешки и Говедски може. Говедски, ама тоа што подразбира? Вишли и такви Преработен, чудо- па пилешка кој виршла пилешка, свинска виршла не може. Пилешка виршла кој може. Добро. Значи преработено месо, значи кое што Врат тоа не е. не врат не свински може, врат не може. Печеница не тоа може не е. тоа. Така? Шунка не може, слана. Аха, не може. а во Балканот може? Во Балкан може, да. Во Тоа што не е сви Европска држави. унија. Тоа што не може во Словенија и Хрватска. И затоа ние извезуваме број 1 извозен пазар ние Босна и Херцеговина, број 2 Црна Гора, број 3 Косово, број 4 Србија. Пример во Косово извезуваме, работиме многу добро. Во Албанија поради разликата во вкусот и сите тие работи не можеме да пробиеме. Мислам се обидуваме, но има значајни разлики во типот на производи кои што се конзумираат. Додека на Косово како дел од поранешна Југославија каде што пазарот бил ист, сме доста успешни. Зашто е различен? Сега се обидувам да се сетам, бидејќи поминав една година, особено во тие приморските. Да, додуше, малку е по-специфичен е Сме имале обиди, вкусот. сме биле на саеми, Аха. но сега без успех. А да кажеме Албанија во ЦЕФТА важи истиот трговски режим како и за останатите земји од регионот, меѓутоа ете не можеме да најдеме. А вака од овие бивши јуш што ги наброивме, кај најдобар продават? Во Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина. со години. Браво. И- Што најмногу се продава? Па целиот асортимент. Се можеме да извезуваме. А колку извезуват? Мола? Колку извезуват? Во пари или во количина? Колку сакаш? Па околу сега Во количина. во количина околу 1500 тона годишно. 1500 тони годишно само во Само во Босна. Босна. Добро. Иначе од нашето вкупно производство ние пола извезуваме, а пола е на домашен пазар. Ние правиме околу 7000 тони годишно, пола од капацитетите ни се наменети за извоз. Значи, како беше, во првите 500 извозни компании? Или Првите пет Од прехрамбена од индустрија. прехрамбена да, индустрија, да, прехрамбена во првите индустрија, 5. да. Па тоа е за респект. Да, Во секој тоа не е од случај, сите да. извозни компании. Не од сите извози. Не, Само од јасно ми само од прехрамбените, па добро, секој по своја гранка Да, се, да. ама сигурно што ми извезувате, се вбројувате на крајот од денот, може би не во првите 5, ама и во Па мислам 55 бев мал. па 55 по извоз, што не е мала работа. Па добро, имајќи предвид дека извозот е спасот на нашата економија, сметам дека извозните компании треба не е мала работа се биде. Апсолутно, да. А со конкуренцијата како се носите во смисла на тоа, знаете, тоа е сега кога е извозот во прашање широк простор и бивше Европска унија ќе тргнеме на страна, ама и во бивша Југославија, освен Хрватска и Словенија, еве и во Србија и во Босна и таму има. Па ете и во Косово. Србија каде што конкуренцијата е најсилна, најслабо проаѓаме. Затоа што таму има компании и силни брендови останати. И е најтежок. Тешко се И е проиваш. најтежок Најтежок пазар. На крајот Па, најдобро. моравме да отвориме наша фирма. Отворивте? Да, отворивме веќе трета година. Не, пета, шеста. Браво. Да, наша фирма и продаваме таму преку наша фирма. Имавме безброј обиди да најдеме партнер, безуспешно секој пат. И на крај моравме да отвориме наша фирма. Не сакаат, го штитат своето производство или? Па мислам дека има брендот, силата на Да, брендот, брендот, она што да. прашањето. Значи, ние како релативно нов бренд, таму има брендови стари по
60-70 години. Па добро, да. Да, и така да. А додека во другиве држави такви брендови можеби немало, сме влегле на време и така натаму. Така да. Исто така да отворивме фирма во Бугарија за да можеме да го покриваме, да можеме о истиот принцип кој што го употребивме. Тамо можеме сега, тамо можете да... Па рековме говецки и пилешки производи, можеме. Говецки, пилешки, да. И Да. како оди? Па ја отворивме пред 3-4 месеци, уште не е оперативна, треба и некои административни работи да ги направиме за да почне и да работи. Сега, кога сме веќе ново прашање, ние бидејќи еден ден ќе влеземе во Европско Унија, колку како компанија сте подготвени за тие предизвици? Целост. Таму има поголеми предизвици, таму ќе има големи местники, видите што се случуваше и на Чешка и на Хрватска, сега ние така го велиме местники, нели со оние со јогурти, со Да. Предпоставам така е во секој бизнис кога ќе влезете, особено кој оние Па, во тој океан, Наш- кој големите риби. Нашиот бизнис е малтене либерализиран од Европска унија кон нас. Тука европјаните може да продаваат наше се и Да. тоа без додатни давачки. Така да Не е малку нефер тоа? па малку е. Малку повеќе. Да, да. И така да, но ние немаме прилив на европски производи толку многу. Дали сега зашто сме мал пазар, па европјаниве не сакаат, ќе видиме со влегување во на интернационални ланци, дали они ќе донесат нешто, но нема... Гледајќи во Србија, како е генерално повеќе одат На локално. и тотално е различно тој во Србија и тој во Грција, бидејќи да, претпоставам апсолутно. на што алудирате. Така да, како што каже Анатол, целосно сме спремни да кажеме онака малце и чекаме што побрзо, пошто тоа ќе ни го одлесни нашиот принцип на работа. Да, ама тамо и поголема и одговорноста. Да, Добро, ќе ова биде- 500 милиона пазар. Да. Да, ама ќе треба да го зголемиш и капацитетот на Па ќе се производство. трудиме. Имаме локација до нас, душтерна фабрика. Че вие годишно произведувате, ако добро сватив, 7 7.000 тони. 7.000 тони, Тони, така? Од тие 3,5 остануваат во Македонија, 3,5 се за извоз. Во Македонија што најмногу јадат наши? Вратче? Па, морам да кажам дека со изминатите 6-7 години со зголемување на стандардот кој што реално расте, бидејќи се растат, бидејќи платите растат изнад инфлацијата кумулативно и тоа е показател дека стандардот расте и гледаме миграција кон поскапите производи. Значи, зголемување на потрошувачката на поскапите производи. Ако порано биле виршли и паризери повеќе, Ето и паризерот не. Тоа Вуџич ме потсеќа на паризерот. Како не донесе еден и ние го Вуџич со вегета во четврт шлеп. па да кажеш, Мишко, ќе донесеме тука ќе сечевме. Како оди сега имаме миграција кон вратче, кон печеница, кон чајна, Добро, кон тоа пршути. беше поскапа да за своевремено, да, печеницата. Па е значи, печеницата мала продажба е 10 евра кило. Сега можете да приметите во последниве години со инфлацијата, дека поевтините производи имаат страшен импакт има цената и одма паѓаат. Количините. Количински. Додека скапиве производи не го изгубивме пазарот. Дали има мантра кај нас овде во Македонија дека ако е поевтине, понеквалитет? Да, мислам дека да. Знаеш, таа психологија, Ја да е. има. А ќе земе малку врат. Поскапо е, ама Да, ќе земеш да. 200-300 грама. Сега говорам за оно што го зборувате, ама оди. Во принцип луѓето кои ќе видат салама или облик на таков производ имаат сумња према тоа. Како е направено, зашто има разни теории дека се ставало вакви или такви производи. Така да има. Па деме кадетиви се ставале, ово се ставало, тоа се ставало. Сега не знам како оди, претпоставам вие повеќе го знаете о процесот на како се произведува. Секој ден произведувате Секој ден. се? Да. Значи секој ден врат, виршли, печеница Па и нашиве производи се со краток рук на траење. Вие мора да секој ден да ги произведувате за да го снабдите пазарот. Не може единствено производиви кои што како што паштети и конзерви кои што имаат полукруг на траење. Па сега ќе го искористиме периодов кога има помалку работа јануар, февруар, март, ќе акумулираме залихи, зашто има 3 години. морам да прашам, паштета стварно се прави од тоа што ќе остане? Не. Не за да знаеш, тоа е на мит. паштета е да се баци. Да, затоа зборам дека луѓето имаат скепса и Па не, да, знаеш иначе што е паштета, не, Паштета паштета е- демек паштета е- настанала, паштета е да се баци од се што останало и Паштета е од смисла на адитиви најбезбеден производ, затоа што нема адитиви, конзерванси нема, затоа што се стерилизира на 130 степени. Значи нема врска да ја приказна. Мит. Добро. А дневно колку е производството?
Дневно производството ни е до 35 тони. 35 тони секој ден се произведува. ден се Биршла, произведува, печеница. Тоа е Паштети и конзерви. тогаш ако беше автоматизирано поприлично бајаги. Сега уште Зборувам повеќе. пред 10 години, но пак недостасуваат луѓе. 35 тони дневно Дневно, да. и сите се носат по Пола извоз, пола дом. пола изvoz, пола дома. До 35, значи збориме Да, од 30 да. до 35. Сега, До да не, 35. работиме и сабота, па ќе го направиме сабота една смена работиме, така да кога ќе го направиме некој Ако е од јуни до, како рековте, до ноември, до јуни до ноември до ние препостите. ние кошмар. Не можеме да стигнеме. Значи вие на одмор одите у мај. Значи имаше тренд одморите во нашата фирма беа огромна дебата поради овие трендови ни беа редуцирани во текот на летото. Чеки, само пред да почнеш. Овој тренд е и во Европска унија секаде Мислам се. да. Од Мислам јуни да. до ваквото, секаде е. Во регионов сигурно. Евентуално затоа што овие се со католичкиот Божик, па се понапред, па можеби една недела, две недели ќе скратат. Во регионов сигурно. Добро, те прекинав за одморите. Во одморите да кај нас дебата имаше во компанијата, кога ја дојдов, направив една непопуларна одлука, викам ќе го намалиме бројот на вработени кои што ќе од во јули и август, затоа што имаме најмногу работа. И тоа беше непопуларна одлука, сите ме критикуваа и татко ми, сите ме, Иде таа се одржа. види го, сега. Али таа траеше. Траеше години, се додека не дојдовме со зголемувањето на стандардот, кој што реков зголемување на платите, потоа проблемите со работната сила, моравме да го либерализираме тоа. А ти построг си ти од Марко? Па зависи кој како. А? Али го мекнуваме како поминува време. Пред 10 години бевме по Просто не можам да ве замислам овака. Татко и да можам да видам, он има една добри на ликот е строк, ама вие некако не ми се види. Некаде мора не да подвикнеш, туку мораш секој да си го знае местото. И сега е либерално прилично одењето на одмор. Имаме некои ограничувања за да се задржи процесот. Процесот меѓутоа поради сезоналитетот кој што беше евидентен, Да. евидентен, вие ги праќате луѓето на одмор кога имате најмногу работа. И што да правите? Морате понекогаш да донесете непопуларна одлука, тоа е менаџер. Да. И донесовме таква одлука, меѓутоа како оди времево, А Марко Тој ми е застана за тебе. битно на луѓето, па тој не беше на работа. Ја ја наследив. И непринципиелно е да се кршат одлуките од И јас од менаџмент. прв пат отидов во јули на одмор минатата година од кога се либерализираше. Одев во јуни и крај на август, почеток на септември. Одев на одмор со години наназад. Минатата година прв пат во јули отидов јас на одмор. Во не памтам од кога. Затоа што вие не можете да наметнете одлука да ја почитуваат вработените, а вие да не ја почитувате, да вие со ваш пример да си отидете на одмор во јули кога си да сакаат. А сега више сите одат горе доле кој кога ќе планира, Кога ќе влезеш на сајтот на ПКБ-ско има препорака од шефот тебе што најмногу сакаат македонските граѓани. И сега генерално на што е најмногу фокусот? Па најмногу е на овие производи кои што ги рековме, вратче. Кој е прв? Вратот или што иде прв? Па ние ги викаме тие трајни производи во последно време чајна кулен, тие ги викаме трајни, тие гледаме дека таму е најголем растот во Чајни и кулен. Да, тоа се најскапите производи во тој сегмент. На малопродажна цена на чајната кулен во 13 евра кило е сега во моментот 700 денари, 800 колку, зависи. И гледаме дека таму има најголем раст. Тие се најскапите. Па потоа доаѓаат овие печеница, брат. Тие се и таму има раст, а додека како што кажа Марко, поевтиниве производи се ценовно сензитивни. Како растеа цените во изминатите години, се очекува, се гледа пат таму. Аха. А на што се должи ова, Марко, со чајната, според тебе? Чајната и куленот? И па само од растење на стандардот. Значи луѓето се префрлуваат. Не, дали како подневе ние го сакаме, ја сакаме да, чајната, да, знаеш, бидејќи сега на времето во Југославија, знаеш, кога ќе дојде од работа, па оние К15, не говорам за пултки, туку шунки во ова, за тоа. Дали останата некоја традиција, дали е подневе и Апсолутно. Реков, традицијата, затоа и ние само на Балканов продаваме така интензивно. Зашто традицијата, вкусот се исти сегде. Од Вардар од Триглав па доле до Вардар.
А чај не има во Франција, бе, каква е таа? Па има таков тип на производење, но меѓутоа не тоа е. Не е тој Па вкус. не е за нашиот вкус. Да. Вкусот не е ист. Не е тој вкус. Не. Видите, вие кои ќе видите и во светски рамки, вие немате еден производ што го конзумира цел свет. Може би некоја пршута и некоја мортадела. Другото све се локални вкусови. Значи вие ќе отидете ќе го најдете сличниот тип на производ, но со локалниот вкус. Јас сум пробал во Шпанија блага печеница. За нас вкус. Додека кога им ја однесовме нашата, они рекоа ова е пресолено за нас. Така да секој поднебје си има свој вкус и така да затоа можда и нема и интернационална Да не компанија. прават филм пресолено е, па се. Не, стварно малце ние да јадеме посолено него западните земји. Па добро, Нашите и рецептури пршутот е солен. Што е мене, и ми пршутот ми е солен сега. И мортаделата е солена, ако е. Додуше, сега не знам тие, ако... Да, така да локално поднебје си е зачајно. Овој Балканот, Овој што ги Балкан, зборував. да. И чудово. Бивша Југославија. Бивши Југославија. Да. А, па добро и Хрватска? И Хрватска Словенија, исто, ако се- исто. Се не знам Бугарија како, ама По претпоставам. Бугарија има дека- луканка. Тоа е нивто има повеќе удира на чубрица. Мене лично ми се допаѓа, овде на луѓето не им се допаѓа. Зависи, тамо го осеќаш и на Да, кебапот да, кој да. јадеш, Па да, го осеќаш чубрицата, вкусот да. на Чубрица, Кај нас нема да помине тоа. Па овде кај Те- ние имаме Го пробавте? не сме пробале, меѓутоа имаме тестирано, имаме донесено и луѓе да пробаат, не им се допаѓа тоа чубрицата. То размислувате во иднина, например, што новитет може да се внесе во една компанија како ПКБ-ско, например, во однос на производ? Или ќе го Па кажете... ние го гледаме, имаме преширок асортиман и како што кажав, се бориме со капацитетот во текот на летото и ако воведуваме нови производи, тоа негативно ќе влие на продуктивноста. Сега, имајќи во предвид работнава сила, гледаме што повеќе да ја зголемиме продуктивноста. Така да имаме една линија на десетина производи кои што сакаме Сте да размислувале или во таа, како на пример овие кај млечниве со сирењева тие гледам прават разноразни комбинации дека ќе стават, не знам, со црн бибер, со вакво, со такво, што може Па да еве биде кај нас во- на пример сакаме да понудиме производи со повеќе слайс, пошто тоа има сериозен раст на Што е тоа? слайсувани производи, Сецкани. пакувани по 100 грама, Аха, сецкани, аха, во пакување. аха. Сакаме да го прошириме палетата, меѓутоа таа палета ќе значи линии нови за слайсирање. Ние немаме простор каде да ги ставиме. И така да сега се трудиме да бидеме да го менаџираме просторот, Али времето, генерално пазарот е традиционален. Тоа сакав да кажам. Да, Дали тоа генерално помогнува е- во Македонија? не, Знаеш, пак кога ќе традиционален го е. видиш, си викаш, Да. тај нека ми исече. Традиционален е. Не дека луѓето сакаат да купуваат надвор од она што го имало и на што се навикнати. Тоа е генерално западна европска, како да кажем, не измишлјотина шема веројатно, од брзината на работа на луѓето, па нема, па купува. Претпоставам тоа е, Да, а ние да. сме некако научени, а и сечими од... Да. Па ете и Исечиви ќе од видите тоа. дека најверојатно и ние сме една од последните земји каде што има месара во маркет, каде што месото се сече на лице место. Више кога ќе отидете вие надвор од тоа, месарите се можда некои локални месари, али не во големи системи. Во големите системи имате спремно месо само да си го земеш и да си одиш. А нема во другите, во ваквото, во европските? Нема више. Не сум ни забележал тоа. Да, сум и, ни и приметил. она и сецкање све помалце. Пред се можда и ради дефицит на луѓе, али да. Добро, и Ние сме вие доста во традиционални. таа насока размислувате во слайдите, веројатно. Па да, Тоа е- не размислуваме во многу работи, размислуваме во многу работи, меѓутоа за тоа ќе се потребни инвестиции во смисла на нови објекти и така натаму за да можеме да ги поддржиме. Во овој објект од пред 10 години кога ти беше, Аха. веќе се е исполнето. И сега вие ако го претерано го расширите асортиманот, ќе ви влијае на продуктивноста, нема да можете да одговорите. Да, и тој ќе Како што падне реков, нашите квалитетот, производи ќе се падне. со краток рок на траење и вие во краток временски период треба да одговорите да го задоволите пазарот. Ако даете преширок асортиман, нема да бидете во можност да го. Добро, а она димено кој ќе прчедаш, нели? Тоа како оди секојдневно, како се... Тоа е класичен дим. Аха. Има генератори што Да. произведуваат, тој тие се произведуваат од И дрво. тоа секојдневно се произведува, Секој така? Нема. Сега има ладен дим и топол дим. Што е разлика? Температурата едното е на 24 степени, другото е на 73 степени. Израза се различни производи. Овие типови на трајни производи како пршута, тие се прават со ладен дим. А овие типови на врат, печеница, сланина, тие се прават со топол дим. И затоа имаме
различен процес комори за ладно димење и за топло димење. Значи има два типа. Има ли, како, например, пред вас имав човек од пиварница. И сега прашувам, дали има разлика ако е зелено шишето и кафеава шишето? Например, и сега тој кажува дека има разлика. Сега ние ги... Што е разликава, ево, што го кажуваш ти во комирањето кај чајните, кај едно, кај друго? Па кај чајните се Што е повкусно? Па сега тоа е индивидуална работа. Индивидуална работа. За вкусови не се разговара. Технолошки можеме да дискутираме. Кај ова што е топол дим се додава вода, кај ова што е ладен дим се губи вода од производот. Значи од 100 грама месо добивате 70%, 700 грама, ваму од 100 грама месо добивате 120. Процесот на производството е различен. Кај топлодимените се прават во 24 до 48 сата, кај ладнодимените може да иде и до 90 дена зреење. Така да овие се зреени производи, овие се сготвени производи. Така да различно е. А месо од каде? Чекайте, овие го произведувате сето месо од Македонија зимате или? Македонија скоро и ништо, многу малце. Најголем дел од Европска унија. Ништо немате со некој вака? Има некои, меѓутоа тоа се количини дали 1 или 2% од вкупните потреби. Колку ви се потребни тие суровини кај вас, што ги велам за околу 5.500 тона. 5.500 тона дневно? Не, годишно. Годишно. А дневно е околу, па и тоа е околу 20-25. Чекај, како се прави врат? Што немам појма. Вратот доаѓа кај нас барем. Добро. Доаѓа парчето како што го гледате во фрижидер. Само ние го обработуваме. И така доаѓа, така спакуван. А како што доаѓа, он го праќа така жив? Не, замрзнат. Замрзнат. Аха. Има и свеж. Може и свеж. Кога би влегле во Европска унија, тоа би било еден од Добро. Од можностите за полесно. Аха. А печеницата? Исто, све исто. Значи се доаѓа така и вие, не сум знаел. За виршлите гледав како се прави виршлите. За паштетите ја разбивме. Митото за овие нема представа како стигнуваат и живо рече стигнува? Смрзнато. Смрзнато. И ти после ти го има процес на производство, се ставаат зачини адитиви, саламура, се дими, зависи што се дими, се кува, се вари, се суши, зависи кој процес. Цела технологија. Изгледа вака многу фино, мирисе така исто фино, меѓутоа е огромна одговорност. Во смисла на тоа дека завршува до крајен конзумент. Така е. И се работи за храна. Да, се работи за храна, треба да има еден куп технолози. Рокот на употреба на трајање како се дефинира? Тоа се некои стандарди европски? Прво има стандарди, второ имате анализи. Значи секој производител за рокот на трајање на производството остава носи одговорност согласно закон. И вие мора да докажете пред надлежни органи со анализи зашто сте го ставиле тој рок. И ние правиме за секој нов производ, видиме колку може да издржи и така го ставаме рокот на трајање. Секако има и законски предуслови, во зависност ако робата е да речеме термички третирана, херметички затворена, може да иде до 3 години ако е херметички во конзерва. Ако е во црево, може да оди до 90 дена. Ако не е во црево како врат, тоа е мислам 30 или 45 дена, некој краток рок. Така да, и затоа и кај нас сезоналитетот е многу битен. Краток рок и вас ви се зголемува побарувачката и во кратко време морате многу производ да доставите на пазар. Уште едно прашање, например, кој ќе ја земе саламава и кој ќе ја пресечеш, нели? После целата не можеш да изедеш одеднаш. Кој ќе ја пресечеш или како јогурт кој ќе го отвориш. Кој ќе ја пресечеш саламата за колку време? Не повише од 2-3 дена. Не повише од 2-3 дена. Таа почнува да калира. Кога ќе се отвори од оригиналното пакување, почнува да калира, да губи вода. Со губењето на вода се ствараат бактерии. И така значи, многу да се зимаат за потребите кои што знаете веќе ги изедете за 3 до 4 дена. Да. Иначе после тоа тоа сум приметил на пример, или да се зима во слайс пакувањето и да се отвори тогаш кога ќе се конзумира. А слайзот тоа е пластика. Да. Така? Да. И тој кој ќе го отвориш и тогаш можеш да таму имаш 3-4 парчиња например. Тој може да го чуваш у фрижидери да го отвориш кога ќе ти треба. А ова кога ќе се више исече на маркет и ќе се запакува, тоа треба да се изеде во најбрз можен рок. Да. Да, не треба да се зима количини кои што не можете да и дома кога ќе земеш
Салама. Ако, да, ако ја чуваш во рокот на траење, се уред тоа. Меѓутоа, ако ќе ја пресечеш, треба брзо да си. Ај, не сме знаели, да знаеме дека може малку со бројки и да привршуваме, знам дека сте пуни со состаноци. Ова е 2024, ама за 2023. 90 милиони евра приходи. Да. Како ви изгледа тоа, кој ќе ги гледате на компјутер тоа или? Секојдневно. И вака колку на улица тоа сега 90 милиони е годишно сега, вие секој ден прво што правите? Ме праша, значи, кога се будам, прво го зимам телефонот да видам мелоите. Значи, тоа го правам секој сабајле. Значи, доаѓам на работа околу 10, меѓутоа, кога ќе станам во 8, прво го видам телефонот да видам што мейлови имам и почнувам да одговарам. И еден е дневниот извештај за што сме сработиле. сработили. Ние имаме секоја вечер извештај што сме направиле денот. Колку е продадено, од што колку е продадено, колку пари, колку профит. Да, секоја вечер. Секоја вечер. Да. Што од секој кај знаеш, од секој продавница ти стига? Не. Колку ние продаваме према нашите купци. А вие колку продавате, да. Ние имаме дневен промет секој ден. Задоволни сте? Задоволни сме. Да? Да. Не можеме се пожалиме. Добро. А кој ќе сега на компјутер, на телефон, обично ви отвараш сметка кој ќе видиш и Не е тоа така, не е тоа така. Не зборам вака сега тоа. Знаеш, луѓе во тоа геон. Па не, генерално имате вие, знаеш, значи сите пари што се на сметка. Ја на пример намерно кажав 90 милиони евра приходи сега. Значи сите пари, вау, 90 милиони. сите пари што се на сметка не се ваши. Вие имате и обврски. Треба да ги платите, имате добавувачи, имате вработени, имате држава, значи имате обврски. Значи тие пари, ако секој бизнисмен кој што смета дека парите на сметка не се негови, тоа нема да трае долго. Не, тоа не бизнисмени, тоа вично луѓе. Но зашто на пример 90 милиони евра приходи, сега одам на тоа апропо што го зборевте, растот ви е негде во споредба со 2022 3.40, ќе имате некое подобрување година. И профитот пред доначување е скоро 2,5 милиони евра. Па не, нашава многу пари ми се во обем 90 милиони евра, а некако ми профитот. Тука стапува на сцена тутунскиот бизнис. Тутунскиот бизнис има големи обрти, а заработувачките се помали. Ама тутунскиот бизнис е во ПКБ спаде, се е заедно. Се е заедно, да. Ја кажеш дека ти придонесуваш повеќе. Па не, обртот на пари во тутунскиот бизнис е поголем. А и генерално во целокупната, бидејќи просто е просек, целокупно работење маржите не се огромни. Огромни за да можеме да кажеме дека сме направиле. Тоа е како да кажам стандардот на индустриите. Ние се бавиме и со трговија, значи купуваме прехранбени производи од регионов пример или од цел свет и продаваме на пазаров. Така да има тука и дел тоа, значи прилично ние колоритна фирма. И сега пошто рушиме митови, овие 2,5 милиони евра, првиот, вториот и третиот не ги делат. Не. Така не знам. Ние сме акционерско друштво. Мислам дека луѓето сваќаат, знам дека сте акционерско друштво, ја се обидов малку на шега, но кредити зимате или они претходниот не зима кредити, вели јас вика нема овој профит на пример, ова година може нема да го трошам и другото кој ќе направам па ќе влезам во инвестиции. Ние целокупниот профит го инвестираме и плюс земаме кредити за расти. Целиот профит го реинвестирате? Да. Ете на годишното акционерско собрание се отиде во реинвестирана добивка. Целокупниот донесовме одлука, целокупниот профит дојде во реинвестирана добивка. И оваа година баш сега пробав имаме околу 1.300.000 евра инвестиции до денеска. Оваа година, да. Во што инвестирате? Па обнова на машини, автоматизација, превозни средства, вилјушкари, значи тековно тоа сега надградба на пречистителна станица, третман на води, и за следнава година планираме фотоволтаична централа да градиме одма до ПКБ-ско. За сопствени потреби. Да, не за продавање. Не, вишокот ќе го продаваме. Вишокот ќе го продаваме, али главната намена е за сопствени потреби. Добро. Да привршувам, овие меркиве за новогодишниве празници и владиниве кај вас влијаат? Па да, пријавивме и ние производи во мерки. Овој пат мерката е различна. Не е на сила, им очекуваме добри резултати. А што намаливте нешто на тоа? На што на се? Не, на тие производи кои што најмногу се трошат, значи шунки и чајни. И чајни. Да. Тие што можеби како велите вие биле поприлично недостапни, па сега стануваат. Баш вчера бев во еден маркет, гледам дека цените се намалени прилично за 10% и тоа е
значајна сума која ќе се види. Например, ако била 720 денари, се 650 денари. Па добро. Тоа не е лошо според мене. Па веројатно дека сигурно не е лошо. А вие сте последните гости за 2024 во бизнис муабети, 2025 како ја планирате? Двајцата браќа. Да ви кажам по иста канцеларија? Да, апсолутно тоа. Тоа не. Не ни е ни тема на види, не ни е ни тешко да бидеме во иста канцеларија, ние сакаме. Па добро, нормално, да. И па ја планираме да очекуваме позитивни ветришта следната година, значи. Не, бидејќи нели секој ги прочита бројките, велите оваа година очекуваме малку повеќе. Ковидот претпоставам имаше улога негативна кај вас? Имаше, ама не толку голема. Не толку драматично. Ние сме храна. За разлика од други индустрии каде што комплетно престана работат, ние бевме во ред бевме имајќи предвид целата ситуација. Ако ова 2023 сте били подобри од 2022, претпоставам, нели така рекопе, 2024 ќе видите подобри од па близу 100 милиона евра ќе биде. Нешто помалку од 100. Па добро, значи растот е поголем. Но зашто ќе вас профитите се толкова профитот додуше објасни Марко, профитот е Па тоа е, маржите не се големи. А во овие суми влегуваат и извозните моменти? Да, се влегува, се накоп. Добро, 2025 што рековме, во што можеме да очекуваме? Па ние очекуваме позитивни ветришта во 2025 се спремаме за инвестиции значајни. Како што кажа, во енергетска ефикасност, во автоматизација, во замена на во надградба на капацитети, климатски промени ни прават проблем, ние имаме системи за ладење, планираме да ги надградиме. Зашто? Што? Па топло е времето, мора да се надгради. Едно е проектирано, друго е реално. Да, и мораме тука да ги надградиме во автоматизација, ќе вложиме, како што реков, така да очекуваме позитивни ветришта следната година. Тоа со фрижидерите е интересна работа. Марко, како да препознам ова врат вака кој ќе ги видиш на... Сега има и финти веројатно по маркетите, нели? Тие се исечени, како да препознам што е ова врат? Што е ова врат? Да. Ако белото не се двои од остатокот од месото, тоа е добар врат. Значи нема многу вода во него. Ако белото, тоа е сланината не се двои. Сланината не се двои, да. И во печеницата ако има премногу дупчиња, тоа значи има многу вода. Значи што кога киде само каже да ми врат од ПКБ-ска? Па да, тоа е најсигурно. Така кажи. Ви благодарам многу што бевте во бизнис муабети на Фактор МК. Еве ние сме тие нови генерации, ќе го поздравите првиот извршен директор. Ви посакувам стрекни новогодишни божикни празници. Тука сте или ќе идете некаде? Јас тука. Ја малце ќе прошетам. Ако да прошеташ. Поздрав, се најдобро, многу успеси понатаму. Ви благодариме за поканата и за издвоеното време. Анатол и Марко Кутрески, вториот и третиот извршен директор на ПКБ СКАДЕ Скопје во бизнис муабети на Фактор МК во ова последно издание за 2024. Бизнис муабети на Фактор МК, вам почитувани ви посакувам стрекни новогодишни и божикни празници. Благодарам што бевте со нас, благодарности до Форманова, нашите пријатели за амбиентот кој што го имаме, а исто така за новогодишниот амбиент благодарности до нашиот пријател Ангел Трент. Се гледаме повторно во новата 2025. Довидување.